Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Драги слушатели, здраво! Во едно поинакво издание, аудио разговори, односно продолжуваме со ново издание од рубриката Елиезер разговори. Јас сум Елена, добро ме познавате. Се наоѓам на едно прекрасно место, покрај езеро, во нашата држава. Уживам, разговарајќи се на млада личност. Станува збор за Патриција Петкова, која што е од Валандово, има 21 година и ќе си го поставите прашањето зошто разговарам токму со таа личност. Знаете зашто станува збор, нели, за оние кои што ги следат содржините на Елиезер, се што е во врска со Светото писмо и како тоа може да не инспирира за да го трансформираме нашиот живот, нели, кон подобро. И посакувам добре дојде за прв пат во Елиезер на Патриција. Како си? Добро сум, фала му на Бога. Па јас одлично. Искрено, непланирано, испадна овој разговор, но се радувам на она што ќе го споделиме со нашите слушатели. Инспирацијата и мотивацијата е Божјиот збор. Како Божјиот збор стигна до тебе? Божјиот збор стигна до мене преку еден човек кој е мој брат во Христос. Тој ми даде Библија и ме посочи да ја читам Библијата. Меѓутоа, јас, пошто повеќе ме влечеше светот, ми беше оставена мојата Библија во фиока, каде собираше прашина. И може би и затоа што ништо не можев да разберам, оти се уште не бев наново родена, се уште не бев обратена кон Бога. И знаете, кога го нема Божиот дух, не можеш да разбереш ништо. Може само површински, само така, но Божите длабочини доаѓаат преку откровението на Светиот Дух. Обично и по младите и по возрастните, штом стапиме во контакт на некој начин со Божиот збор, имаме на некој начин одбивност и некако со подценување пристапуваме дека тоа не е ништо посебно, не е ништо важно, дека е некоја обична книга, како е секој роман или историска книга и така натаму. Што е она што прв пат може би почувствува или доби како мисла во твојот ум дека си на вистинскиот пат? Прв пат кога почнав да ја читам Библијата и го осетив мирот внатре во неа. Значи, јас осетив дека Божиот збор ме смируваше. Значи, ме смирува, се уште нормално. Ме смирува и ме поттикнува повеќе да читам. Но луѓето кои не разбираат Библијата, кои го немаат Божиот дух, тие затоа што не ја разбираат суштината и Божјата порака, длабочината на Божјата порака, не се задржуваат многу и затоа ја баталуваат. Значи, како да кажам, ја отфрлаат некако. Искрено да ви кажам, мене ми го промени целиот начин на живот Библијата, само Библијата, значи Исус, библијскиот Исус, не оној кој што го познаваме по религиите, сосем друг Исус, воскреснатиот Исус, живиот Бог, Исус Христос, кој што е тука и кој што живее, кој што е помеѓу нас, Емануел, Бог со нас. Така да. Кога станува збор за читањето, имаш ли одредена навика или се водиш по одредена рамка дека треба да се чита, да речем, може би 3 или 5 пати или 10 пати во денот? Како имаш ти навика за да ја практикуваш и дали го споделуваш своето знаење, она откровение или да бидеме искрени?
Ако сметаме дека што би било кога јас би прочитала, да речеме, една страница или две или пет или цело Евангелие, што ќе се случи? Ама сепак се случува нешто. Зарем не е така? Да, така е. Јас искрено повеќе практикувам кога духот те води, колку духот ти е жеден. Мислам дека е подобро да прочиташ една глава и добро да ја обработиш таа глава, отколку да прочиташ неколку глави или цело Евангелие, да речеме, а ништо од тоа, никаква духовна порака да не разбереш. Значи, целта е да копаш. Целта е да копаш. Во Божиот збор има толку многу богатства, тие содржини, тие Божи пораки, што не може да се видат со телесните очи, не може да се видат со голо око. Тие мора да се видат со духовните очи. Како што Исус вели, нели, ќе ви дадам ново срце, ќе ви дадам нов дух, ќе вдакнам во вас. Исто така ќе ви ги дадам моите очи. Значи, ние треба да бараме од Исус да ни ги даде неговите очи, за да може да видиме, да гледаме со Божите очи, а не со нашите телесни човечки очи, затоа што ние сме грешни. Така да, кога го имаме совршениот во нас, тоа е секако многу подруго. И јас тоа повеќе го практикувам, а немам некое одредено како правило кога да читам, како да читам. Знаете, некогаш има и такви напади, непријателот те напаѓа, немаш некоја желба да читаш, знаеш, повеќето време не знаеш, си во, како да кажам, немаш никаква волја едноставно да читаш, но сето тоа мислам дека ако се предаде во молитвата, не мислам, туку знам, и можам со сигурност да кажам дека ако се предаде, значи, на Бога тоа нешто, брзо се совладува и непријателот си оди и Бог се решава, така да доволно е да бидеме искрени со Бог. Значи, Бог ќе сака нашата искреност, значи да кажеме, пример, ако некој не верува во Бога, а сака да ја дознае вистината, не сака, нормално, секој човек сака да знае вистина, никој не сака да биде излажан или да живее во лага, па после да на судниот ден да остане со отворени очи, што ќе биде сега со мене. Мислам дека треба да бидеме искрени со Бог, да кажеме, например, Боже, јас не верувам во Тебе, но ако си Ти вистини, дојди, објави ми се, значи доволно е да бидеш искрен. Ако немаш љубов кон Бога, треба да му ја кажеш, да му го кажеш тој проблем. Исусе, јас немам љубов за Тебе, но сакам да имам, дојди во моето срце, дади ми ја таа Божја љубов што ми е потребно, зашто се доаѓа од Бога. И ако не го кажеме ние нашиот проблем, и ако не бидеме, како да кажам, ако не бидеме искрени, туку бидеме лицемерни, како ќе очекуваме Бог да делува врз нас, како ќе очекуваме некаква промена да се изврши, така да мислам дека се е во искреноста и кога сакаме да читаме повеќе, доволно е тоа да го кажеме во молитва, да го побараме од Бога. Ако немаме доволно желба да читаме, тоа треба да го предадеме на Исус и се решава со него, значи се решава. А така немам некое определено време. Колку ми е жеден духот, некогаш знам и по цел ден да остана во Божјото присуство, понекогаш и не ми се чита, искрена да бидам, нели, нема што да се лажеме, тоа е сепак духовен напад. Некогаш нема желба ни за молитва. Јас, пример, кога немам желба за молитва, само пуштам песна за славење. Тоа е, мислам дека и еден од највисокиот чин, затоа што и небесните ангели стојат пред престолот Божи денонокно и го слават, ја слават. Знаеш, кога не си способен да се молиш, ти сепак му даваш слава на Бога и покрај тоа. Мислам дека тоа е највисокиот некако чин на обожавање, на славење, да бидеш во Божјото присуство и сето тоа Бог едноставно работи преку тоа во тебе и така, нормално сите имаме духовни напади, меѓутоа треба да стоиме цврсто. Треба и да читаме, треба да се молиме, а сето тоа може да го победиме само со Исус Христос, друго не. Така, и заради тоа, нели, пишува и тој укажува дека јас сум патот, вистината и животот, нели?
заради тоа и ни дава сила, мотивација, охрабрување и се, само за да не застанеме, значи вместо, бидејќи ако стоиме вместо долго време, тоа значи веќе и уназадување. Некои ќе запрашаат, например, па добро, јас не верувам во Бога, не го читам неговиот збор, мене не ми треба, што имам јас да изгубам? Има многу да се изгубени ли? Баш доста многу и мислам дека едно од најважните нешта, тоа е вечниот живот. Вечниот живот се губи и Исус вели без светоста никој нема да го види Бога и затоа ни е потребно да се посветуваме, да бидеме свети како што и тој е самиот свет. Нели Исус вели јас сум светлината на животот кој ме следи мене и тој ја има мојата светлина, значи ние ја имаме Христовата светлина доколку го следиме. Нормално, тоа е словото, тоа е живиот збор. Така да мислам дека сме должни да го читаме пишаниот жив збор. Так, мора да бидеме реални дека разочарувањата ќе дојдат. Сигурно дека животот е таков, значи имаме непријател ѓаволот кој што многу добро, значи ни организира секакви случаи во животот, за кои понекогаш сметаме дека можеби се од Бога. Но тоа е резултат нели на доволна, значи неинформираност, дека нападот доаѓа од друго место, дека не е од Бога и многумина од нас во тешки мигови нели се откажуваат. Сметајќи дека кој е тој Бог, сега јас ке си губам време, ке трошам, нема маир, народно кажано, значи нема бенефит од него. Но сепак не чува, внимава на нас и не чека заеве до последниот миг од нашиот живот, без оглед, например, колку години имаме, само да повикаме. Значи, една реченица, небесен татко, помогни ми треба помош. Само толку треба, нели? Само за да не извлече од таа бездна, од таа темнина. И заради тоа ете и Божиот глас работи преку овој подкаст се со цел за да им доловиме на сите луѓе дека постои начин, значи излез од секоја ситуација, како што вели нели Божиот збор, секогаш постои излез, без исклучок каква и да изгледа ситуацијата. Би можела ли да издвоиш настан во животот твој каде што си рекла фала ти за се и се што, ама овој пат посебно? Имам, да, нормално, сум имала многу случаи такви, кога татко ми, ќе ви ја раскажам неговата ситуација, татко ми имаше запушување на вените и беше до степен каде што требаше да се прави многу ризична операција и ние заедно со мојата мајка клекнавме на колена и доктор ни кажа бидете подготвени на се, значи на операцијата може да се случи удар, затоа што тој имаше веќе еден удар пред тоа, меѓутоа не беше со последици, помина. Значи ударот помина, не остави никакви траги од тоа. А и во тоа време, додека се случувало тој удар, мене Духот Божи ме поттикна, како да кажам, ме допреза. Јас во тој момент сум се баш молела. Тоа беше нешто вау. И јас кога дознав дека баш во тој момент, во истите тие минути, секунди, кога на мојот татко му се случувало тој удар, јас сум била во молитва за него и сум го молела Бог, Боже, те молам, сочувај го мојот татко, не го одземај, дозволи да ја спознае твојата љубов, да се обрати кон тебе и сите тие нешта. И подоцна кога дознав дека тоа било баш во тој момент, јас бев фрапирана, јас бев вау, јас бев толку благодарна на Бог и што почнав да зборувам за кога се молевме со мојата мајка за операцијата,
многу долго се молевме, тоа беа солзи исплакани. И значи можеше да добие удар, повторно удар, да биде фатален удар, значи да биде смртен удар или да остави последици, значи може неподвижност или нешто слично. Меѓутоа, ние се надевавме на Бог и верувавме цврсто во Него, посебно јас, нели? Јас верував многу, затоа што и мојата мајка е се уште овде на патот. Мислам, скоро и она доскоро почна да верува, почна да се посветува со Библијата и сите тие нешта. Меѓутоа, кога ни се јавија подоцна да не известат за операцијата, ни рекоа дека операцијата поминала успешно, не се случило ништо и ние со мојата мајка едни солзи радосници, фала ти Исусе, фала ти Спасителе наш. Знаете, тој не е само наш духовен спасител на нашата душа, туку е и телесен, значи и со целото наше битие, тој е секако наш спасител и духовно и телесно и секако. Така, нели како што вели, јас ви давам живот и тоа живот во изобилие. За крај на нашиот разговор, што им предлагаш, бидејќи си нели млада личност, на младата популација, посебно мора да се признае дека е многу потешко нели да стапат во контакт со Божјиот збор. Зошто? Заради нели модерниот начин на живот, сето на што интернетот го нуди, стилот на живење, се што се случува во светот, средината во која живееме, нормално не застранува од патот. Дали станува збор оно што го гледаме, оно што го слушаме, се менуваат работи. Не да речеме само да бидеме песимисти, но сепак мора да бидеме реални дека треба да се чуваме од злото и дека тоа наоѓа начини само за да допре до секој човек, вклучувајќи ги нели особено младата популација, и се знае преку различни методи дека се е во ред, а всушност не е. Што ќе им препорачаш на твојата генерација или еве да речеме плюс и минус, како да пристапат и дека нема едноставно да се покаат доколку се преобратат спрема небесниот татко, спрема Исус Христос и да најдат закрила, како да го започнат тој пат. Знаете, ова денешна младина, ова моја генерација се соочува со многу депресии, со многу анксиозност, со разочарувања и сега е моментот каде што тие се определуваат на кој пат ќе тргнат и сакам да им порачам на сите слушатели дека нема да зажалат ако повикаат кон живиот Бог. Еве, јас сум жив пример, јас сум жив сведок овде денес да посведочам дека Исус Христос е Спасител, Исус Христос е оној кој што може да не исцели. Само во Исус има надеж, значи тој мојата депресија ја претвори во радост, мојата тага ја претвори во среќа, во благослов, живеам еден благословен живот, мирен живот, ми даде мир, мојот немир го претвори во мир. И на ова младина има, знаете, сите луѓе имаат како да кажам, во срцето една празнина која што само Бог може да ја потполни. И сите овој свет и бара да ја потполни таа празнина, значи во своето срце, и дали тоа ќе биде со алкохол, со пушење, со сите тие видови кои што им даваат како привремено задоволство, а не можам да кажам дека е задоволство. Меѓутоа, пробуваат на секој начин да го исполнат тоа место, дали со друга личност или не знам било како, но сакам да им кажам дека тоа место во срцето може, таа празнина може само Бог да ја потполне, затоа што ние сме создадени според неговиот лик, ние сме создадени да го славиме него, ние сме создадени да бидеме негови деца и
Така да во секој човечко срце го има тоа да го бара Бог таа празнина, и ако не ја потполни со тоа што треба, знаеш, исто како сложувалка. Ако не го наместиш правото делче, она може да ти изгледа дека е потполно, меѓутоа не се фаќа, едноставно не е потполно. Така исто и со нашите срца, така да, ето, верувајте во Исус Христос, повикајте го, нема да се жалите. Јас сум жив сведок, ми го промени животот на подобро, не на полошо. Не сум некоја луда девојка како што ме мислат сите. Ето, им зборувам на младите, може некои ме познаваат, зборувам на TikTok, на моите социјални мрежи, имам таму проповедам за Бог и тоа што ме праша, нели, дали го споделувам моето откровение, тоа што Бог ми го дава, да, го споделувам на моите социјални мрежи, сакам да ги допрам сите луѓе, сакам сите да ги повикам на покаяние, затоа што Исус вели, нели, во своето писмо, дека Бог е многу трпелив и не сака никој да пропадне, туку сите да дојдат до покаяние. Така да, ето, ние сме пратеници на Христос, со тоа што Христос моли преку нас, обратете се кон Бога. За нашите слушатели подготвивме едно мало изненадување. Нешто поврзано со музика. Самите ќе видат дека номерата која што следува, значи во продолжение, е всушност твоја номера, авторска. Воедно имаш прекрасен глас. Тоа е само почеток на твоето ново дело, значи во таа, да речеме, музичка област, која што, Небесниот Татко, тоа што ти всадил, дека ти веќе го реализираш, и нормално дека има многу работа и многу убави дела. Ти посакувам да ја реализираш буквално целата мисија што Бог ја создал за тебе, ја напишал, нели, книгата во книгата на животот. Сигурна сум дека ќе видиме нови дела од тебе и ова можеби нема да биде само единствен разговор, ќе се сретнеме на други настани, каде што ќе споделуваме нешто друго. На социјалните мрежи дефинитивно и разговорот ќе можат и твоите колеги, колешки, другари, другарки, нормално за повозрастната популација. Ти благодарам уште еднаш и благословот Божи да биде врз нас, да биде и врз другите, со мотив, инспирација, охрабрување за да продолжат по вистинскиот пат. Така нека биде. Амин. Алелуја. Драги мои, поздрав. Се слушаме до следното издание, се подразбира со нов гостин и уживајте во следната номера. Истината и животот.
Елиезер,